Добра вечер во 24 отворено. Доаѓаат така времења кога паметните ќе замолчат, будалите ќе преговорат, а неспособните ќе се збогатат. Овој цитат на славниот нобеловец, југословенски новелист Иво Андрич, наголемо се шушкаше во македонската политика изминативе години, не баре мудроста на писателите прецизно ја осликуваше политичката мапа. Дали е така? Дали се сега нови времења? Каде оди Македонија? Со нова политичка влада или со широка коалиција? Со влијанието на хан или без? Ова е време кога на Македонија е потребна мудрост. Токму така, мудро биравме кога се одлучувавме кои ќе бидат вечерашни наши гости тука во студиото на 24. Академик Ќулавкова, академик Катица Ќулавкова, добро вечер. Добро вечер. Бизнисменот и поранешен вице-премиер Имер Селмани, екс-гувернерот Петар Гошев и професорот и некогашен пратеник Нелко Стојановски. Добро вечер. Добро вечер. Академик Ќулавкова, во моментов не е потребен голем политички ум за да се види дека продолжувањето на ова политичка агонија или политичко насилство нема да не одведе напред кон оние наши стратешки цели ЕУ и НАТО, туку во една латентна ситуација на секој против секого, која што веќе долго време стои во македонското општество. Како да се избавиме од овој лонец? Па јас сакам пред да навлезам евентуално во некои дневно политички аспекти на кризата актуелни, да кажам нешто сосема малку како увод за нашава криза, а во контекст на теоријата на шок доктрината или на неолиберализмот и каде ние тука се наоѓаме, односно како ја гледам јас Македонија во таа смисла. Еве, вие самиот рековте дека се наоѓаме подолго време во агонија и веќе не знаеме како да излеземе од таа агонија. Теоријата на шок доктрината на катастрофичниот капитализам токму смета на тоа, на таа агонија, односно смета на кризата и на катастрофата. Смета на природни катастрофи, на природни кризи, но и смета на општествени, социјални и политички кризи, особено екзистенцијални и економски. Тоа се доведува во врска и со методи на терор, на заплашување, на тортура над поединци кои се спротивставуваат на крупните промени и смета дека одредени промени кои би требало да се вршат со големи финансиски средства и кои би требало да трајат во некои транзицијски периоди со децении, би можеле, односно можат де факто да се случат за неколку месеци. Значи, тие работат на промена кога населението е во шок, кога институциите и механизмите со кои што државата функционира се во некаков шок, парализирани, се уште не се свесни за тоа што се случува и тогаш интензивно воведуваат големи реформи. За пример, ќе кажам, да речеме, во време кога во Њу Орлеанс беше Катрин, ураганот, се воведува од јавно школство, така наречени некои чартер школи, кога на граѓаните им се даваат, некои ваучери и тие уплаќаат во приватниот сектор образовен и така се заменува потребата државата милиарди да вложи во јавниот сектор за образование. Потоа се смета конкретно до САД дека по 11 септември 2001 година, кога се прави една ситуација на голем шок во општеството и започнува војната против тероризмот, но во исто време се инсталираат нови економски мерки, владе приватниот сектор и тоа многу мал дел од тој приватен сектор, корпорации, големи банки и така натаму, и за тоа веројатно повеќе знае од мене Петар Гошев. Некои примери за шок терапија може да се дадат и по однос на, да речеме, Ирак, кога се применуваат и воени состојби и така натаму. Битно е дека... Добро, може би Турција војниот удар... Сега, имено, најактуелен пример, мислам дека е, тоа не го даваат се уште во овие школски некои примери, меѓутоа, мислам дека е жив пример Турција, кога создавајќи, не знаеме како, не можеме да тврдиме дека е тоа инсценирана криза, но сепак влијаеше на тој начин за кој што зборувате. Кој е кај нас тој шок? Так. И еве за неколку месеци вие од јули некаде
имате промена на режимот, воведување на елементи, сега да не кажам диктатура, ама во секој случај председателски систем кој е многу силен, а паралелно страдаат многу поединци кои се спротивставиле на тој систем или кои се сомнителни. Значи, Уште не можам врската тука да ја Значи, да ја врската фатам. е дека ние сме во преголема криза и сме во постојана транзиција откако сме станале независна Македонија. 25 години ние сме во некаква транзиција, особено од 2000-2001 година наваму, ние сме во една криза која се засилува, се вжештува, се продлабочува, дури од вчерашната изјава на бившиот премиер, кој што вели дека ако се формира влада во која што нема ВМРО да учествува, се најавуваат нели радикални проблеми, да, мислам еден вид брутализација, да кажам, на кризата, значи со постојани обструкции и конфликти веројатно. Така што не се гледа се уште, не е на повидок едно решение, како ќе се стабилизира државата и како ќе се реши кризата. И јас мислам дека очекувам да се вжешти повеќе, да се продлабочи токму со такви нели реакции на одредени политички партии кои се борат за власт, а кои доколку не ја добијат или не ја добијат на начин на кој што сакаат да ја имаат, дека ќе доведат, ќе инсценираат некаква поголема конфликтна ситуација, за да може во такви услови Македонија да се, како држава, да го смени идентитетот, да се променат сите атрибути на идентитетот. И во тој контекст јас го толкувам и барањето на албанските партии, нивната платформа, нивните заеднички ставови за условите без кои не се може да се коалицира нели со ниту една македонска партија, за која што после би кажала нешто да не. Благодарам. За сега Селмани, човекот што можеби ја донесе пролетта во интеретничките релации, барем така гледавме во тоа време на тоа, кога повеќе од 50.000 македонци го дадоа својот глас за претседателскиот кандидат Имер Селмани. Сега имаме обратна ситуација во која опозицијата условно речено зема голем квантум на албански гласови, но некој како да се обидува да не врати 2 чекора назад. Зошто? Дали политичарите најудобно се чувствуваат во своите националистички ровови и од таму најдобро можат да вираат? Претпоставувам дека не сите политичари се чувствуваат најдобро во своите ровови, иако тоа е најлесниот начин да се прави политика или да се манипулира со емоциите на гласачите. Она што паралела да повлечеме, после 2009 година сигурно дека почна во политичкиот живот во Република Македонија да етничките прашања, националните прашања бидат премногу дневно употребени или злоупотребени, и тоа ме потсетува како денеска, како или да кажеме како вчера или завчера, откако се случи втората не пролет, сега сме зима. Меѓутоа, прв пат се случи на парламентарни избори толку голем квантум на албанци да гласат за политичка партија со поголема македонска провиненција и која што веќе направи еден чекор према една цивилна, да кажеме, граѓанска компонентна, што е во секој случај посакувана дестинација за сите граѓани на Република Македонија, меѓутоа тешко е, многу лесно е да се каже, тешко е да се направи и пак на некој начин сега како да одредени политички актери сакат пак да направат пресврт и да ги враќаат етничките прашања пред она што е заедничкото, односно посебното, што сите ние ги цениме, значи посебното на секој етникум, меѓутоа заедничкото како да го забораваме. Забораваме дека во Република Македонија имаме повеќе заеднички интереси, имаме социјала, имаме здравство, имаме економија, имаме стандард, да не кажам стресот, несигурноста и безперспективата која што тотално заедничка за сите. Денес како зборуваме за секојдневен стрес, кој што не е денешен, туку со години наназад се акумулира. Ако зборуваме за безперспектива, ако зборуваме за криза, ако зборуваме и за криза на моралот, тука сите не има погодено. Без разлика на етничката или верската припазност. Затоа, јас сум непоправлив оптимист. И во ова ситуација гледам дека има шанси да се излече
Република Македонија и граѓаните, затоа што се испроба изминатите неколку години, се испроба со создавање на вештачки кризи, со Смилковско езеро, со Кумановскиот случај, со многу други случаеви. Меѓутоа, народот испадна, граѓаните испадна многу попаметни него што политичарите направија проценка. И не падна во таквите игри, дури беше пријатно изненадување за мене, а претпоставам дека за мнозинството граѓани на Република Македонија и за самите албанци и за македонците, кога едно Харачиново даде огромен број гласови на СДСМ. Замислете, Харачиново кој што 2001 година беше, да кажеме, центар на војните најблиску до Скопје. Или да кажеме еден Брест или Танушевци кој што од каде што почна конфликтот, едноставно тие даде огромно мнозинство на една политичка партија и на еден лидер кој што можеби никогаш во животот нити бил таму. Како што јас во многу населени места, во многу општини добив гласови 2009 година, а воопшто пред тоа немав шанса да ги посетам. Така што јас сум оптимист во насока дека и од ова криза, без разлика што на некој начин веќе сме во агонија скоро 2 месеци, има сили Република Македонија, граѓаните имат капацитет да излезат и мислам дека на добар пат сме, трае тешко, полека, меѓутоа ние сме навикнати, стрпливи на некој начин. Едноставно и немаме друга алтернатива освен да чекаме да стигнеме до крајот на тунелот. И денешниве изјави кои што беа во таа насока малку не охрабрија од страна на комесарот Хан, кој што не потсети и ни кажа: знаете кај бевте пред 2 години во тотална безизлезност и стигнавте до ситуација да пред 2 месеци имате кредибилни избори, меѓународно признаети, и сега бројките се тука. Некому му се допаѓаат бројките повеќе или помалку, меѓутоа бројките се тука. Направете влада за наредните 4 години да биде реформска и која што ќе ги спроведе сите препораки и потреби на граѓаните на Република Македонија и препораките од Европската Унија, односно од нашите стратешки партнери. Да, ќе ги видиме изјавите за кратко. Гошев, дали работите одат се разбира многу потешко од што добар дел од јавноста сака или очекува или се надева. Можен ли е еден општествен консензус кон тоа или во ова поделено општество работите ќе одат вака како што сега одат, полека и тешко? Прашањето е зашто ние дискутираме. И што сакаме како држава? Кој е нашиот концепт за држава? Која е нашата визија за држава? Катица загадна светски проблеми. Глобалниот капитализам, ултрадесниот конзервативизам и така натаму. Ние не дискутираме во Македонија за државата на благосостојбата до 70-те години, најкасно 80-та негде, до Реган, до Тачер, например. Како таа действуваше, како после тоа таквиот систем почна да произведува повеќе проблеми во светот. Тачеризмот, реганизмот и така натаму. Ние за тоа не дискутираме во Македонија. Ние очигледно немаме ум за такви теми, како да измоделираме општество кое што ќе биде попродуктивно. Ние дискутираме, имаме состојба на пропадната држава, на украдена држава. Не за нијанси и модели во рамките на некои цивилизирани општествено-економски системи, ние дискутираме за украдена држава од страна на една група која што се конституира, инсталира како мафија. Тоа е елементарна ситуација на едно предмодерно општество во кое што ние се наоѓаме и нашата криза произлегува со вакви размери, со вакви димензии од тоа што ние имаме украдена држава. Ние 25 години ги продлабочуваме проблемите на тој план. Нема компетентни институции. Независно во кој модел, неолибералистички, конзервативен, не знам, држава на благосостојие или било што. Ние немаме компетентни институции, имаме заробени институции, институции кои што се сведуваат на поединечната волја, на група на луѓе, на поединеци и така натаму. И нашата криза од тука произлегува. И ние треба тоа зло да го победиме. Прво, а потоа да отвориме цивилизирана дебата за тоа каков капитализам е можен во Македонија или, не знам, некој вид социјализам или така натаму.
Дури потоа таа тема треба да дојде, зашто ние имаме на елементарно ниво имаме разрушена, неконституирана држава. Да се присетиме зашто беа штрајковите пред изборите. Шетањето по улиците, зашто беше? Беше заради елементарното кршење на човековите права. Не беше генералната тема етничките прашања. Беше елементарното кршење на човековите права. Беше корупцијата. Главна тема. Беа затварање и притварање на луѓе по затворите без да се докаже нивната вина. Десетици и илјадници. Беше тема грубо навлегување во приватноста на луѓето. Половина држава ја ставиле на апарати за прислушнување. Добро, ама тоа покажува дека... Значи, темата беше таа. Зборувам за тоа. Да. Значи, ние треба да разговараме за да излеземе од криза прво за овие прашања. Треба да ги казниме оние кои што го произведоа ова. И потоа ќе дојдеме во ситуација мирно да дискутираме за какви модели на општествена правда сакаме. Кои се тие модели што ќе ја направат економијата попродуктивна, кои се тие модели кои што ќе произведат подобра дистрибуција на економската моќ, па преку тоа и поголемо чувство на луѓето за лојалност кон сопствената држава. Овде сега не се работи за нелојалност на албанци или не знам на срби, на роми. Овде станува целото население ја губи лојалноста кон државата. Затоа што исселувањата од Република Македонија не се случуваат по етнички затворени линии. Бегаат македонци, бегаат албанци, бегаат роми, бегаат турци, бегаат сите од Македонија. Вие последните податоци ги слушнавте. Да, Четвртина од населението се иселило од Македонија. За жал тоа е целиот регион во таков модел. 38% заминале од населението од Албанија. 48% 9% од Босна и Херцеговина. Од Србија податоците официјални не се точни. Јас правев една анализа. 400.000 од 2003 до 2013. Но тоа не е точно. Тоа се официјалните податоци што ги доставуваат државните органи до Обединетите нации, па нели ние таму кликаме на веб страниците за да ги најдеме и така натаму, но тоа се фризираните податоци. Значи целиот регион се празни, а во рамките на регионот ние сме најлошиот случај. Дефинитивно, со најранлива ситуација и нам ни се заканува, навистина ни се заканува распаѓање на државата. И не случајно овие од страна сега, комши и други трети подалеку, некои со платени даночни пари од државата, даваат изјави фаталистички за да хушкаат. Сега те се платени од нашите даночни пари. И имате секакви белосветски идиоти кои што ќе дадат секаква изјава за 100.000 евра, за 100.000 евра, за 200.000 евра и така натаму од даночните пари на Република. И таа клима сега околу Македонија се зголемува и се отвараат стари рани, бидејќи комшилукот исто не ги решава успешно своите проблеми. Ниту Србија ги решава успешно, ниту Бугарија ги решава успешно, ниту Албанија ги решава успешно, без оглед што напредокот на Албанија е голем во споредба со претходниот систем, многу поголем, подинамичен од некои други делови во регионот, но постојано се бара проблемот кај комшијата. И ние во Македонија, доколку не побрзаме да им покажеме дека ние имаме доволен капацитет за кохезија во земјава, тие притисоци и шеми од минатото ќе се зголемуваат кон Македонија. Благодарам за сега. Стојановски, дали условно речено ќар од кризата што во Македонија тлее, особено последниве неколку години, е тоа што се пробуди и обедини добар дел од прогресивното општество? Ако можеме да извадиме ќар од оваа криза. Јас да се само дефинирам како реалист и малку умерено оптимист. Меѓутоа ќе почнам со една приказна од пред 20 години, кога се вратив, имав подолг престој на Сорбона, на Универзитетот во Париз, и кога пријателите ме прашаа за некое општо чувство како французите живеат, како ние живееме, тогаш му реков, тие се бар 10 пати побогати од нас, меѓутоа се чувствуваат
понесреќно од нас. Иако ние имаме помалу, овдека има ведрина, има оптимизам, македонците живеат во тој поглед се посреќни. Меѓутоа, последните статистики што ги слушам, дека Македонија и македонците се меѓу најнесреќните земји во Европа. Што е тоа сега што доведе за 20 на години да сме ние на самото дно и да се чувствуваме така несреќно. Од друга страна, сме бомбардирани секојдневно дека ние сме по многу нешта први и во економијата. Меѓутоа, за секој умен човек сваќа дека се работи за една, да речам, субстанцијална дискрепанца меѓу прокламираното и стварното. Луѓето навистина се доведени во ситуација да, ево, да не ги повторувам, веќе ги кажаа моите соговорници, главните поенти. Кај младите ситуацијата е таква да сите статистики кажуваат огромен дел не ја замислуваат својата перспектива во нашата земја. Огромен дел повозрастни. Секој ден имаме стории, приказни на овие канали, како живеат еден огромен дел од населението. Сега, што може во оваква ситуација? Ми се чини дека е дојдено веќе ситуацијата до самото дно, дека повеќе не може да тонеме и дека мислам дека мора да прозвучиме мало оптимистички, дека сме пред разврска на оваа криза која што толку долго не држи. Како ќе се разреши? Јас верувам дека најновиве на ситуација, денешната, да речеме, со посетата на комесарот Хан и изјавите, иако некои ми звучат уценувачки од партиите на... За да можеме порелевантно да комуницираме, тука ќе ги повикам изјавите на лидерите на албанските политички партии, кои веќе ги завршија своите сесии со еврокомесарот Хан, а веднаш потоа ќе се вклучиме во живо од местото на преговорите, тоа е Собранието на Република Македонија, каде што ќе ја чуеме и изјавата од Зоран Заев, но ја се уште ја чекаме, се разбира. Значи следуваат изјавите на лидерите на албанските политички партии. Зборувавме за политичката актуалност во држава, политичката состојба после предвремените избори од 11 декември за кризата. Нивните ставови се тоа и што и порано сме ги слушали од Европската Унија. Тие се многу заинтересирани за стабилноста и за Македонија да продолжи во патот на евроинтеграциите и членување и да биде што поскоро членка од НАТО. Се разбира дека тие сакат што побрзо да се формира влада, политичка влада. Изборувавме и околу заеднички констатиравме дека предвремени парламентарни избори не се решение и бија компликувале ситуацијата, политичката ситуација уште повеќе. Европската Унија и преку нивниот комесар Европската комисија е тука да ни помогне како држава. Они се на располагање на нашата држава, сака да помогнат ние што побрзо да излеземе од оваа криза. Не сака да се мешат во нашите внатрешни работи, но тука се за да помогнат што побрзо да направиме нова влада. Средбата со господинот Хан беше многу значајна, многу содржајна. На господинот Хан му ги објаснив ставовите на Демократската унија за интеграција, елаборирав врз опциите на Демократската унија за интеграција и сета јавност тоа ги знае, сите наши 5 опции. На земјата и треба решение, но не било какво решение, туку решение кое што произведува стабилност, што го зајакнува мирот и решение кое што ги зајакнува меѓуетничките односи, решение кое што нуди сигурни гаранции дека во земјава ќе има реформи, соодветни реформи и дека ќе функционира владењето на правото, правната држава. И врз сите овие принципи ние разменивме идентични мислења и размислувања со господинот Хан.
си ги знам играчите, ќе се сложите од искуство, може би ќе погрешам. Не мислам, туку сум убеден дека Груевски и Ахмети имат договор. Само не малтретират, не е тоа добро. Би било коректно да ни кажуваат каков е нивниот договор. Да, повторно сме тука во студиото, во очекување на изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, да ги прокоментираме тоа што сега го слушнавме. Ќулавкова, гледате ли вие песимизам во ваквите изјави кои што ги кажа лидерите на албанските политички партии, особено Ахмети, бидејќи клучот во овој момент е сепак во ДУИ? Дали ДУИ се спремни за откажување на таа децениска љубов кон ВМРО ДПМН и за приклучување кон коалиција со СДСМ? Навидум изгледа невозможно, но како ги цените во овој политички моментум? Добро, нашиот мултиетнички систем не е мултиетничкото општество, туку режимот на уредување на државата врз тој принцип, нали? Значи, функционирањето на партиите и така натаму доведе до таа парадоксална ситуација да ние фактички да мнозинските партии од една иста етничка заедница не се свртуваат едни према други, туку нели нужно бараат решение со партнер од како ги викаат кампусот албански или македонски, нели. Во случајов сега ДУИ е во многу привилегирана состојба према мене, затоа што таа исто партиципираше во криминалните дејствија во владата на Груевски, а сега само од тие принципи, од тие побуди да се сочува мултиетничкото функционирање на парламентот и на државата, нели, да со 10 или 9 колку има пратеника, 10, да диктира и пред едната партија, и пред другата, и пред самите албански партии, да диктира и темпо, и услови, и така натаму. Со полни уста Ахмети зборува за правото, за СЕО, за така што функционирање на правната држава. Се гледа дека во Македонија немаме класична традиционална демократија. Демократијата по дефиниција е владење на мнозинството. 50+1, нели, минимално мнозинство, макар тоа е демократски систем. Ние имаме сега еден систем кој што се коси со овој основен принцип и не знам тоа до каде ќе оди. Моето големо залагање и верување дека граѓаните на Македонија имаат капацитет да создадат граѓанска држава, ама тоа значи нема да имаме партии на етнички принцип, туку на основи кои не обединуваат, од социјални, економски до културни. Значи, така да мислам дека он сега тактизира и имам голема можност да се врати повторно на ВМРО, бидејќи неговите искази не се доволно јасни. Она што јас би сакала сега да го потенцирам, зошто сметам дека во моментот е кризата голема и зошто сметам дека кризата, како да ви кажам, не е трагична, дека кризата, нели, некогаш треба да се посматра и како една фаза која ќе доведе до некоја катарза, до некоја разврска, само да се надеваме дека таа разврска ќе биде, нели, не толку болна. Значи, прво, последниве 2 месеци поготово, ние имаме ситуација во која што законодавната власт, парламентот не функционира. Сите сегменти на власта не функционираат. Владата функционира, ама тоа е влада стара, таа не е, таа е како еден вид паравлада, како да кажам, транзициона влада, техничка влада, значи немаме права. Функционира системот на власта, тоа нив не ги прави послаби во власт. Значи имаме една транзицијска влада, не знам каква е наследена од претходните, меѓутоа не е долго време немаме нова влада. Судската власт, значи извршната власт исто така не функционира, парламентарната не функционира, законодавната, судската, како што знаеме сите, е на некој начин поробена, неефикасна и е под влијание на досегашната, нели, владеачка гарнитура. Дури СЈО е обструирано за да не може да биде доволно ефикасно. И сега го имаме и овој сегмент на власта, претпоставувам дека е тоа по некоја дефиниција председателот на државата, кој исто така не покажува висок капацитет на ефикасност, почнувајќи од
минатата година. Мислите кога дека бе- ова што го зборувате ќе ги натера политичките лидери побрзо да направат влада или дуи побрзо да се реши да влезе во коалиција со СДСМ? Значи, јас не очекувам таква завршница. Мислам дека сепак ќе се оди на варијанта сите партии да партиципираат во Салмани, владата. како вие гледате на овие денешни изјави, особено на Ахмети, кој побара да види од СДСМ пишани документи, некаква, веројатно, платформа за идната влада, за да може да решава на нивното централно партиските органи за учество во коалицијата на СДСМ? Не треба да се подсетиме дека СДСМ, односно ДУИ, беше во влада заедно со СДСМ полни 4 години. Значи од 2002 година до 2006 година и тоа беше една влада на добар брак. Тој период. Меѓутоа, после 10 години нормално е да внатре во ДУИ се изменија нештата, иако актерите, значи функционерите не баш се сменија, значи истите горе-доле циркулираат и нели сите ние гледаме дека ДУИ се крши помеѓу опцијата да оди заедно во коалиција со ВМРО ДПМН или со СДСМ. Очигледно дека за сега превладува опцијата дека треба со СДСМ да се отиде. Меѓутоа, нормално отпорот е уште голем кај одредени, да кажеме, струи кои што се уште мислат дека треба да се отиде со ВМРО ДПМН. Изјавите се во смисла, ајде да кажеме, не толку охрабрувачки, меѓутоа не се ни песимистички, дека ќе чекаме сега нова писмена понуда. Ако веќе очекува писмена понуда господинот Ахмети, тоа значи дека екипите кои што преговарале изминатите неколку дена, веќе стигнале до некој си драфт. Добро, пак Тоа е не може логиката. ни така лесно да се предаде сега наеднаш да отиде во преградката. Тоа е логиката и да, клучот е кај господин Ахмети, меѓутоа не само кај ДУИ. Значи, ако тој се откажи од, да кажеме, намерата да биде член, односно да учествува во владата на заедно со СДСМ, не можат двете други политички партии, односно трите парламентарни политички партии да направат мнозинство со СДСМ. Значи, секако опцијата дека ДУИ како опција ја дава и опозиционата варијанта е невозможна варијанта, затоа што ако ДУИ одлучи да не учествува во ниту една влада, тоа значат предвремени избори. Но ДУИ може да реши Очигледно- да не учествува во владата, а да даде поддршка при гласањето на владата. И тоа Добро, беше таа е како опција. таа е малцинска влада, таа опција е возможна, може да функционира, сигурно дека нема 4 години да дотера таа влада, меѓутоа може да функционира. Чисто се сомневам дека таква една поддршка ДУИ би дала, дека би гласала за би се влада да откажала не од учествува, затоа привилегиите во што власта, едноставно нема политичка логика. Зашто тогаш се борат тие политички партии? Значи, целта на политичките партии е да излезат со понуда, да добијат гласови и пратеници доволно за да бидат дел од власта. Така што Се извинувам ценам што дека малку ќе ве прекинам. Имам јавување од режија дека имаме во живо вклучување од предсобранието на Република Македонија, каде што се наоѓа мојата колешка Душица Мрѓа. Душица, се надевам дека сме поврзани линковски и дека имаш да ни кажеш што е најново од преговорите, односно дали лидерот на СДСМ Зоран Заев излезе од средбата со Хан. Да, Младен, одлично се слушаме. Добро вечер до тебе и твоите гости во 24 отворено. Средбата со Заев со еврокомесарот за проширување Јоханес Хан заврши пред околу половина час. Заев даде изјава за медиумите. Али Ахмети му порача дека нема проблем да му достави писмени материјали, но и го потсети дека Ахмети кога преговараше со Груевски за состав на влада, не го бараше истото и од неговиот поранешен коалициски партнер. Груевски заявили дека од еврокомесарот Хан добиле порака дека што поскоро на Македонија и треба стабилна влада со што поширока поддршка за да се изгласа европската агенда, но и реформските процеси од пржинските договори и реформите на Прибе. Јас колку што знам изјавата на Заев веќе ја имаме, па тука предлагам да ја чуеме. Процес на добивање на мандат. Господинот Ахмети не бараше ништо написмено од господинот Груевски за да влезе во преговори за влада. Но ако за нас зборот е збор, без разлика дали е даден усно или написмено.
немаме проблем со оваа работа, правиме се што можеме да побрзо ги собереме потписите за да добиеме мандат. Тоа значи дека допрва после тоа ќе влеземе во разговори за влада. Предпоставувам знаете како? Вие прашувате што тоа бара господинот Ахмети, ќе треба да опрашате господинот Ахмети. Што во суштина бара? Тоа што предпоставувам, тие го очекуваат на писмено, е тоа што е поврзано со идната владина програма. Тоа е деталите околу нашата платформа, деталите околу нивната платформа и сето она кое што е поврзано со очекувањата на граѓаните, а тоа се итните реформски приоритети. Од СДСМ сам вела дека во материјалите кои што ги бара Али Ахмети од СДСМ и од Зоран Заев не бара конкретен план за поделба на функционерски места. Заев не сакаше конкретно да одговори за платформата на албанците која што партиите на албанците буквално му ја ставија на маса, особено денеска и од Алијансата на албанците и од БЕСА посредбата со еврокомесарот Хан. Вели за тоа ќе се изјасни откако ќе го добие мандатот, ќе однесе потписи за подршка кај шефот на државата за да ја има, како што вели, целокупната подршка да почне и конкретни преговори за влада, што би значило и преговори за функционерски места. Младен? Душица, дали е во тек средбата на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со еврокомесарот Јоханес Хан и кога се очекува Груевски да излезе и дали може би имате информација дека и тој ќе даде изјава за медиумите, бидејќи одамна се нема појавено во медиумите? Да, Груевски одамна се нема појавено во медиумите, меѓутоа она што е интересно е дека до новинарите нема информација дали Груевски воопшто пристигна на состанокот со еврокомесарот Јоханес Хан, иако според агендата на Хан тој требаше тука да дојде пред околу половина час, меѓутоа она што е интересно за разлика од сите средби досега, обезбедувањето се уште не ги повикало снимателите да снимат инсерти од нивната средба. На прашањата на 24 телевизија вела дека тие не знаат ништо, а новинарите не можат да се движат како вообичаено низ собраниските ходници поради големото обезбедување на еврокомесарот Јоханес Хан. Па така логичен е заклучокот дека тој и да е воопшто пристигнат, ние засега не знаеме, бидејќи не ни дозволија да снимаме инсерти, а од тоа можам да извлечам заклучок дека најверојатно Груевски, како и посредбата со шефот на државата Иванов, така и овој пат ќе ги одбегне новинарите и новинарските прашања. Душица Мрѓа ги следи разговорите во Собранието на Република Македонија помеѓу еврокомесарот Хан и лидерите на политичките партии. Ние остануваме таму доколку се разбира има нешто ново во следното јавување. Душица, ќе ни јавиш за да бидеме навремено информирани. Гошев, имаме една сега почиста ситуација. Ахмети побара од Заев писмени документи, платформа, принципи на кои што ќе биде базирана таа влада. Заев рече да, ќе ги дадам во најкусможен рок, веројатно тоа ќе следи уште утре или задутре. Како го толкувате сега овој развој на настаните? Има ли тука своји прсти вмешано нешто еврокомесарот Хан или ова се типично политички изјави? Прво, господинот Хан кога дошол, секогаш нешто заматил. Од почетокот тој воведе прилично проблематични решенија на негово инсистирање уште на почетокот на процесот и тој за мене не е многу поуздана личност. Другите субјекти од меѓународна заедница направија повеќе отколку тој кој што е задолжен директно од Европската унија за прашања безбедности и други и проширување на Ако Европската така унија. како што велите, тогаш сега и не би можел да направи голем проблем. Значи, тоа ако е он изолиран од делот Тоа на... само попатно сакам да го кажам. Изјавите не кажаа ништо, а од ова што го слушнавме не кажа Заев директно дека ќе му достави писмено. Туку одговори тој со прашање, не бараше. Не, после рече. Да, рече дека ќе биде доставено се во интерес на побрзо добивање на мандатот. Добро, тоа не е ни битно, но самото тоа барање не е баш добра индикација. Тоа значи Ахмети уште се крши, уште размислува, уште бара начини. Тешко му е да се одвои од досегашниот партнер,
Јас повеќе ја читам таа изјава, иако не мислам дека он има простор да направи нешто друго, освен да ја одбере оваа опција со Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз. Но се е можно да оставиме да видиме што ќе се случи. Централното е што тие зборуваат постојано за државните интереси. Но истовремено тој зборува, конкретно Еван Ахмети, постојано за 5 опции, дури и денеска му ги пренел 5 опции на господинот Хан. Ако тие зборуваат за државните интереси и дека секогаш носат одлуки во согласност со државните интереси, тоа го трубат постојано овие од ВМРО-ДПМН, исто така Ахмети тоа го повторува и преку неговите представници и тој лично. Државните интереси немаат 5 опции како што тој ги спомнува. Има една опција. Државниот интерес не е тешко да се селектира во оваа ситуација кој е. Во оваа ситуација државен интерес е подитно да се состави влада на Република Македонија, да почнат да функционираат институциите со нови луѓе, некорумпирани луѓе, и тие некорумпирани луѓе, не заложени кај некого, не уценети од било кого, да седнат на маса и прашање по прашање да се расчистува што е тоа спорно во нашето општество, како да се разрешува. Ме потпикна Катица на почетокот повторно со демократијата, или 50 плюс 1. Не е 50 плюс 1 демократијата. Така ја сваќаше Груевски. Победникот носи се, а сите оние 49,9% тој може да ги изеде. И се што има од тие 49,9%, тој да собере за себе со фамилијата. Демократијата е управување со дискусија. Ова што го гледаме ние овде, разговорите со 4 председатели на партиите, како председатели на партии или како етнички поглавици и така натаму, тоа нема врска со една вистинска демократија. Значи, тоа исто така постојано се сигнали на недобар пат за Република Македонија. Значи, државниот интерес е тие веднаш да се договорат да состават влада, да не размислуваат ниту за нови избори, ниту за сите прашања сега да ги стават на хартија и сега да ги решат. Премногу ситни калкулации сакате да кажете за партија што тврди дека Устав не се пишува на тоалет хартија. Обштествено уредување не се прави на еден лист. Тоа бара голема дискусија од луѓе што ги разбираат тие работи. Еве да кажам само една ситуација. Мислам дека тие не разбираат ситуацијата во која што се. И не разбираат што конечно ним лично може да им се случи со ваквото калкулирање, калкулантство, мамење на јавноста и така натаму. Македонија оваа година мора да позајми 650 милиона евра за да го затвори буџетот што го усвои онака како што го усвои на крајот на 2016 година. Минимум 650 милиона треба да позајми. Без влада ќе ги позајми? Од кого ќе ги позајми? Ако ги позајми, по која цена ќе ги позајми? Ако не ги позајми на време за да се вртат работите, кредити за кредити и така натаму, плюс потребите, сега ќе почнат секој ден се поголеми социјални проблеми во Република Македонија. Во здравството ќе има се помалку лекови. Во образованието ќе има се повеќе смрзнати деца. Се повеќе неисчистени тоалети ќе има. Значи секако се движиме кон влада, ќе се навратиме на ова. Прашањето е влада што поскоро. Селмани, вие побаравте во овој дел. Да, ние можеме да дискутираме сега, да отвориме многу дебата и многу тема какво уредување Република Македонија може да трпи. Меѓутоа, мислам дека не е тема. Не е тема дали Република Македонија може да се наврати на 90-тите, дали можат мнозинството над малцинството и така натаму. Се испробат тие рецепти, ни една влада не може да функционира само со македонците, и сега имат можност и двете политички партии, ВМРО и СДСМ, да направат влада. Сега има дури најмногу противници. Сега може да направат влада. Меѓутоа, дали некој во државата во моментот навистина верува дека СДСМ со ВМРО може да направат влада и ние да имаме, не знам, некоја влада која што ќе ни обезбеди иднина, сигурност, перспектива, развој и така натаму. Невозможна мисија. Така што таа тема е на страна. Денеска повеќе би сакал јас да дебатираме дали во моментот и колку е возможна
да се добие една влада брзо, која што ќе биде реформска, која што навистина ќе има државните интереси пред себе. И јас во суштина сите ние гледаме, приметуваме дека кај одредени политичари има одредена, да кажеме, ситна калкулација. Што се крие позади тоа не можеме да дознаеме до крај, затоа што се не до крај транспарентни, да кажеме, нивните преговори, разговори и така натаму. Меѓутоа, ако погледнеме, да кажеме, го погледнеме концептот на СДСМ, односно платформата предизборна, па да не идеме далеку, платформата на ДУИ, па дури и после изборите, најголема разлика во понудата политичка, да кажеме, или бетонирање на ставовите, како што тие помилуваат да ги нарекуваат, има разлика помеѓу сега ставовите на ВМРО, ДПМН и на ДУИ. Многу помала или не приметувам дури разлика помеѓу ставовите на ДУИ и СДСМ. Специјалното јавно обвинителство, сите го одобруваат. Реформскиот курс во правосудниот систем ПРИВЕ, сите го одобруваат. НАТО, сите. ЕУ, сите. Јазикот. Мултиетничноста повторно сите. Еве да кажем, во мултиетничноста нема никаква разлика, освен да кажеме во ставовите на политичките партии на албанците, кои што си направија, да кажеме, еден драфт, каде што помеѓу десетина точки, една од точките е и воспоставување на албанскиот јазик како втор службен јазик во Република Македонија. Па јас пред 2-3 дена прочитав дека таков еден јазик владата која што беше помеѓу минатата влада, ВМРО и ДУИ припремала. Само што се случија, да кажеме, бомбите, па владата не успеала тој предлог закон да го понуди до парламентот за да биде изгласан. Усвоениот закон 2008 година. Значи 2008 година, да кажеме, на пониско ниво беше. Сега зборуваме за закон кој што може да се најде на интернет. Па каде е тогаш проблемот? Значи, проблемот е едноставно што ДУИ сака да најде начин и форма како најдобро да се позиционира во идната влада. Во суштина, ценам дека не е проблем, затоа што господинот Заев немаше, дури пред изборите, он изјавуваше дека е спремен, значи, албанскиот јазик да се зборува, да се комуницира, да се унапредува во комуникацијата на ниво на државата и така натаму, што ценам дека заради сите тие негови ветувања и ветувања на СДСМ неслучајно доби 55.000 гласа од албанците. И во крајна, да кажеме, дистанца, тоа е она што на Република Македонија е потребно, да ние комуницираме. Едноставно, јас сум вечерва тука најбогат од сите вас. Јас можам да гостувам во телевизија 24, затоа што знам македонски, ама не може никој од вас да гостува на телевизија МТВ двојка, кај што се зборува само на албански, затоа што ви треба преведувач. Значи, не треба да се смета дека јазикот или потребата да се интензивира употребата на албанскиот јазик на државно ниво како пречка или како, да кажеме, товар према општеството и према државата. Туку можност да сите ние повеќе комуницираме, се разбираме. Има многу позитивни примери во многу развиени држави, од Швајцарија до Канада, а и многу други кои што едноставно ги употребуваат неколку службени јазици, имат на различно ниво, меѓутоа се напредни држави и не ми е препрека тоа. Мислам дека тоа не е примарно нас што не назадува. Се согласувам со господинот Гошев, кој што е искусен политичар од 90-те години. Далеку повеќе од нас сите има искуство во политиката. Едноставно, имаме несреќа во Република Македонија, што во многу влади во лоши раце паднала Република Македонија. Едноставно, во многу наврати е ограбена и преграбена. И затоа ние не можеме да име напред. Инаку, кога гледаме сега понудите на политичките партии, Јас мислам дека ако озбилно седнат да преговарат и да разговарат без калкулантски, да кажеме, позиции, СДСМ, ДУИ и останалите политички партии за 24 часа може да направат влада. Ајде. Значи, бидејќи го покренавме ова прашање за јазикот,
морам да... Не, сакав тука малку ова прашање да го ставиме на страна, затоа што веќе од прилика го затворивме. Не е затворено, зашто јас имам на тоа одговор еден. Ајде. Што би сакала и јавноста и колегите да го знаат, бидејќи го проучував, го проверував. Впрочем, 2008 година, некаде во јануари, во рамки на Македонската академија на науките и уметностите, одделението за лингвистика и литературна наука подготви ставови во врска со употребата на албанскиот и на другите јазици во Македонија и тие ставови се усвоени од председателство и така натаму, но не отидоа понатаму во јавност. Значи, ние имаме ваква ситуација. 29 мај во Скопје е направен усмен договор меѓу ДУИ и ДПМНЕ, меѓу другото и во врска со јазиците. Тогаш е изготвен драфт и тој драфт натаму е процесуиран и некаде по формирањето на владата 2008 година, значи на 4 август 2008 година е усвоен од страна на Собрание на Република Македонија, а на 13 август 2008 веќе тој закон е објавен во службен весник. Тој закон се однесува на употребата на јазикот на што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија во единиците на локална самоуправа, во министерствата, во судските постапки, во парничните постапки, во сите органи судски, во општата управна постапка. Добро знаеме, да, поентата ќе ве молам само да ни ја... Поентата е дека сето тоа е веќе солвирано во финансии, за лични документи, значи сето тоа постои. Поентата е дека никој не знае што точно сега се бара, што треба да се прошири. Ако е прашањето на јазичните права... А да стане втор официјален јазик во Ама е Република? втор официјален закон и законот 2008 година е донесен во склад со барањата од Охридскиот договор и од амандманот кој што тогаш е изменет во уставот. Повтори законот пак и... Да. Значи, веќе е сето тоа... Добро, ако тука сме согласни дека партиите во овој дел ќе најдат заеднички јазик. Значи, морам да го кажам. На тамошна радикализација на прашањето на јазикот кој што е решено, значи официјално како службен јазик на територија на цела Македонија, не гледам дека е отворено. Не е прашање на човекови права. Добро, сакате да кажете дека тоа сега политичко барање заради измислување на некакви нови политички услови од страна на Ахмети? Или ако се радикализира во смисла на тоа дека македонците треба да се обврзат со закон да го учат. Не гледам друго. Решено е. Не. Ме разбирате, значи... Не. Мислам дека премногу екстремно се поставуваме. Никој никого не може да присили да учи закон. Сите со ќејф учиме. Јас знам 4 јазика и од ќејф. Моите деца сакаат уште други 2 јазика да учат и учат. Претпоставам и вашите внуци и внуки учат некој странски јазик. Значи, ние не знаеме точно што бара, затоа што не е транспарентна постапката околу преговарањата. Знаеме дека има таму 5, 6, 7 точки, од кои што една е јазикот. Во другото е све, значи се усогласени опозиционите партии, вклучувајќи и СДСМ, само останува димензијата на употреба на јазикот. Тоа е нешто што претпоставам дека го преговарали, го разговарали изминатите 4-5 дена и не верувам дека има разлика и еден од високите функционери на ДУИ јавно кажа дека првпат нема разлика помеѓу ставовите на ВМРО од една страна и СДСМ на друга страна. Значи, при тоа ценам дека мислел на веќе изгласаниот закон во владата на Република Македонија по предлог на секретаријатот за имплементација на Охридскиот рамковен договор. Значи, претпоставам дека е нешто како што ова е на сила во моментот, можеби во екстензивна форма. Претпоставам. Значи, ние само може да претпоставуваме затоа што немаме материјал или документ кој што треба да го видиме. Меѓутоа, секогаш кога се составуваат владите, има преговарање за различни теми. Така што ова ќе се преговара и ако се има добра желба, да кажеме добра насока и да се излезе од целата ова, да кажеме, безперспективност, стрес и конфузија, ќе се најде начин. Нема да трпи државата, нема да трпи народот, граѓаните, ќе се најде начин сите прашања да се решават. Стојановски, кога Груевски се заканува преку соопштенија со проблеми во општеството, доколку СДСМ ја формира идната влада, или се заканува кон ДУИ дека на следните избори нема да може да добие поддршка од гласовите на ВМРО ДПМН во
деловите каде што се ќе има локални избори, нели? Значи ли тоа дека Груевски сака со тие закани сега да оствари некоја политичка цел или едноставно не може да се одлепи од реалноста во која се живее оваа една деценија? Практично дека тој ја нема моќта на онаков начин на кој што ја имаше во изминатиот период. Една додавка на ова што пред малку моите соговорници кажа, кои би биле пречките, веќе ги апсолвиравме со јазикот и ова. Јас си мислам уште нешто што ето од научен аспект не беше спомнато, има во науката еден термин криминалитет под заштита на државата. Кај нас го имавме тоа во изобилие. Чинам дека една од препреките да се постигне полесен договор сега коалиционен би можело да биде да има и кај представници покрај тоа што од ВМРО веќе има и конкретни обвиненија и истраги нели преку од специјалното јавно обвинителство, има дел и кај Ахмети кој што беше во владата да се плашат од истрагите на специјалното јавно обвинителство. Во таа смисла може да биде тоа една од препреките, бидејќи биле долго, колку 8 или повеќе години во врвовите на власта, ги користеле сите полуги на моќта, нели, од судството, владата и така натаму. И во таа смисла тука може да имаме проблеми. Тоа е едниот аспект што мислам дека треба да се земи во обзир, дека немам сознанија конкретни за некои од членовите на ДУИ, но можно е да е тоа и тука да има некоја уцена од таков тип и да се плаши, да речеме, Ахмети да направи коалиција, тој е за продолжување на мандатот на специјалното обвинителство. Какви се сознанија имаат, тие јас во моментов немам. Второ, за конфликти, мислам дека се можни. Вие имавте можност до сега неколку пати да се осведочите дека е можно да се собере една милитантна група поддржувачи на досегашната владеечка партија. Земите го случајот со општина Центар, кога на легален начин ги изгубија изборите, иако се прегласуваше, бараа милион начини, исклучуваа лифтови, носеа гласачи од пустец, правеа низа пречки, меѓутоа конечно кога ги изгубија, почна на друг начин да ја попречуваат работата. Се сеќавате, Советот не можеше да работи со измислени дека ќе се руши црквата или на друг начин. Гледате, бараат црква, обично кај голем дел тоа може да биде доста сензитивно, како да кажем, прашање да се руши црквата. Сега би измислиле ево со јазикот на етнички или на друг начин, не би имало што друго дека сите, ево сега ќе се поалбанчите сите или не знам, некој таков глуп израз би нашле да повикаат една група. Мене ми дојде во уши, сега ќе мора и тој во Струмица да почне да мора да учи албански. И еден вика, зашто вика да не натера нас кога во Струмица нема ни еден албанец, вика ние да мора да учиме албански. Ако сакаме да се разбереме, ќе се разбереме на многу други начини, така да не може да ни биде јазикот таква препрека. Во таа смисла дека конфликти се можни и јас не очекувам дека ќе се постигне договор, спогодба за нова влада во која што ќе влезат без малу сите албански партии и СДС. Тука мислам дека многу скоро тоа, на недела дека ќе биде постигната спогодбата, од она што јас имам сознанија и очекувања, но не очекувам дека тоа ќе биде мирно. Ќе почнат како на овој начин, зошто не викнало да испитува некој специјалното обвинителство како сведоци. Што не е никаква трагика, да речеме, да некој покане да каже од каде му толку пари да даде или толкова бројка во исти ден, во исто време да се најдат да донираат, да речеме, за нашата најбогата партија, која што за многумина знаат дека е побогати од партијата на Меркел, а сигурно ќе се дојде до сознание дека има некои, како да кажам, лажни пари на нечесен начин дојдено до тоа. Дали има и кај ДУИ такви сознанија, немам, али можно е да има и конфликти, очекувам само од Македонската партија до сега што беше. Гошев, очекувате ли дека има ВМРО ДПМН таква силина моќ да прави понатаму ова раководство, се разбира, проблеми во општеството, доколку се случи да се формира оваа коалиција за која што до сега говоревме помеѓу СДСМ и останатите албански партии? Јас мислам дека повеќе тоа стратегија на заплашување со која што континуирано се служат, отколку за вистински капацитет да го направат тоа, затоа што
Постојано се надевам дека не се барем толку луди. Постојано се надевам и дека помислуваат што би ги снашло кога би тргнале по тој курс. Што? Па општество ќе одговори секако, некои сили ќе одговорат на тоа. Демократската јавност се будеше овие години во последно време. Тој процес мислам дека ќе продолжи затоа што проблемите ќе продолжат. И со стара влада уште повеќе, со нова влада може да почнат да се решаваат, но проблемите во општеството ќе продолжат, луѓето ги притискаат тешки екзистенцијални прашања. Будењето на луѓето, освестувањето како процес мора да продолжи и тие ќе добијат конечно еден ден одговор. Проблемот е што штетите се поголеми. Но првенците на таа партија се под силна закана на специјалното јавно обвинителство и на кривични пријави, обвиненија, истраги, што веројатно прави ситуација да не до крај рационално се влезе во пресметување на тамошните чекори. Апсолутно. Сите овие проблеми што ги прават, ваква грчевита битка, се разбира, таа е производ на сознанието што ги чека, бидејќи они знаат уште повеќе од сите нас колку све злосторства имаат извршено, какви све кршења на човековите прави направија во изминатиот период и колку корупцијски сделки имаат направени, за кои што можеби бројот на годините кои што би им се собрал да одговараат не се доволни за 2 човечки животи. Значи тоа они го знаат. И затоа они одат до крај да ги заострат состојбите во општеството, воопшто не водејќи сметка за државата која што постојано им е во уста. Овде го имаме парадоксот на суперегото, кој што е карактеристичен кај религиските фундаменталисти, кај национал-шовинистите, кај неофашистите, кај фашистите. Колку повеќе им попуштате на тие структури, колку повеќе ги толерирате, тие толку повеќе стануваат агресивни и толку повеќе насилни. Овде имаме истата ситуација. Долго време е толерирана оваа власт со сите насилства врз поединци, врз социјални слоеви, врз групи. Долго време. Таа уште продолжува и бидејќи немаше соодветен одговор од демократската јавност, се шетавме по улиците по 2, 3, 5 илјади наместо 200 илјади да излеземе надвор, тие мислат дека таквиот вид на отпор за нив е совладлив. Со уште поголемо насилство, со уште поголеми заплашувања. Мислам дека не ги разбираат социјалните процеси до крај, тие може да задоцнат, но може во еден момент да еруптираат и тогаш ќе ги видат сите нивни постапки. Значи, во овој случај тие го користат тоа. И во дејство е тој парадокс на суперегото, кое што никогаш не му е доволно ако најде на другата страна на попустливост. Ви благодарам за сега. Сега ќе најавам реклами, а се враќаме во студиото со прашања од публиката и се разбира со продолжување на оваа интересна дебата. Телевизија 24, отворено со граѓаните Ќулавко, Васелмани, Гошев, Стојановски. Сега во директно соочување со дел од нашата публика тука, која што има да постави повеќе прашања на темите за кои што досега разговаравме. Елена, повели. Добро вечер, јас сум Елена и би сакала да ви поставам на сите едно прашање, може да го одговори кој сака. Јас доаѓам од Чаир и баш бидејќи имам пораснато во меѓуетничка заедница, можам да кажам дека да, 2 јазици се многу поголемо богатство него ли еден и 2 култури се многу поголемо богатство него ли една. И баш бидејќи моето присуство таму веќе 20 години, јас искрено како индивидуум можам да кажам дека не го гледам проблемот што двете влади го креираат последниве 20 години. Би ве прашала дали мислите дека јазикот е само диверзија за да се создаде некоја утопија каде што другите проблеми како 650 милиони евра кои сме во долг или недоволно образование, недоволна едукација, недоволна медицина и слично се ставаат под тепихот, а на тепихот пишуваме нели двојазичност во Македонија и така ја правиме следнава политичка кампања. И доколку го сметате тоа, до кога се очекува народот да биде индиферентен со оглед на последните околности кои се случуваа како ширената револуција и слично? Може? Значи, прво од последното.
Значи, граѓаните не се индиферентни веќе. Значи, спедоци сме сите дека мината година се разбуди граѓанството во Република Македонија, се потврди тоа граѓанство на минатите избори. Значи, прв пат имаше вкрстени гласови на некој начин, каде што тие предрасуди етнички стана на страна. Се проба да се провоцират меѓуетнички односи пак изминатите 2 години и во Куманово, и во Скопје, во околината, не им успеа. Значи, за мене, според моето лично убедување, таа е завршена мисија, завршена приказна во Република Македонија. И да сака некој во Република Македонија да направи нов инцидент меѓуетнички, тоа нема да помине. Меѓутоа, дали некој заради други теми кои што сакат да не се отвара тема јазик, дали Република Македонија ќе се федерализирала, дали Република Македонија ќе се кантонизирала, дали некој со сила ќе го терат да научи албански во Струмица или Радовиш, мислам дека тука е проблемот кај одредени политичари кои што сака да се скријат зад непостоечки теми. Јазикот е средство за комуникација. Сите ќе бидеме побогати ако тука знаеме неколку јазика повеќе. Нема да се повторам, меѓутоа морам да се повторам. Никој не тера со сила да научиме англиски, поготово младата генерација. Сите со чејф тоа го учиме. Но школа можеме во училиште да имаме предмет, меѓутоа колку посетуваме курсеви, колку ги носиме нашите деца, не знам, по коледжи, плаќаме дури дебели пари затоа што сакаме да знаеме подобро да комуницираме. Што ни смета ако знаеме повеќе еден јазик тука во Република Македонија? На крајот на краиштата имаме наследено прашање од 90-тите години колку е тоа ниво на право на употреба на јазикот како официјален јазик во Република Македонија. Има прогрес. Од 90-тите години, 2001 година, па 2008 година, очекувам дека и сега ќе има прогрес и тоа е добро и здраво. Да се затвори тоа поглавје, да не се враќаме кон употреба на јазиците. Туку да гледаме подобро здравство, подобри училишта, подобри улици, по-безбеден сообраќај, подобар стандард, работни места и да имаме правен систем, правна држава која што ќе функционира и која што ќе ни влева правна сигурност лична на нашиот имот, на нашиот капитал, на нашите идни поколенија, нашите идни деца. Мислам дека тука се движи мојот одговор. Значи, ти живееш, порасната си, родена во Чаир и најдобро ги разбираш овие работи. Јас ги разбирам затоа што сум пораснат, живеам во Скопје, значи каде што една средина сепак мешовина. Благодарам. Мислам дека ми го одговорив. Добро, тука само пред да ја вклучиме другиот дел од публиката, ни стигна на Facebook на нашиот хаштаг отворено и хаштаг 24 вести едно прашање. Дали во овој политички моментум, дали дуи ќе бидат амнестирани за сторениот криминал доколку постои? Бидејќи тие се фактор на политичката игра во моментов. Може ли тоа да го искористат за да од таму немаме никакви реперкусии по нив? Ај повторно Салмани тука, пошто во тој блок овакво па ќе идеме и сега. За сторениот криминал, доколку постои, се разбира. Вака кога се преговара, кога се договара, логично да се очекува дека од многу граѓани си го поставуваат ова прашање, па да, ако биле заедно во власта, претпоставуваат луѓето очекуваат дека не може да бидат криви само едни функционери, а другите да бидат чисти. Меѓутоа, за сега, реалноста е дека има покренето обвинение, има истражни, предизрачни постапки за функционери од ВМРО, ДПМН, за ДУИ. Не сме слушнале, освен дека се поканите неколку од нив како во својство на сведоци. Дали ќе има понатаму, никој не знае. Претпоставам дека најдобро знаат тие што направиле криминал. И дека тие тешко можат тука да се спијат. поставува уште едно прашање. Тука може би леши и толку долгото тактизирање на ДУИ со кого треба да направи влада. Иако, рака на срце, ДУИ декларативно и пред изборите и после изборите цело време, значи, ја застапува тезата дека специјалното јавно обвинителство треба да работи со одврзени раце, дури треба да биде уставна категорија, значи да се смени уставот во таа насока, така што тоа, меѓутоа, не секојаш кај политичарите декларативното навистина принципиелно се реализира и до крај во праксата. Така што, ајде,
да трнеме од декларативното, меѓутоа мислам дека сепак има некој што не спие мирно и во дуј. На оваа тема, бидејќи СЈО и правдата е едно од клучните прашања во целиот овој политички корпус, па и во овие преговори, можно ли е да имаме уште една амнестија од страна на претседателот Иванов, како последна мерка заштита, браник, да речеме, на ВМРО ДПМН? Да, добро што го поставувате ова прашање. Јас би сакала да кажам дека кризата во Македонија последниве месеци и конкретно овој месец по изминувањето на рокот во кој што требаше дадениот мандат на ВМРО да така да состави влада да се заврши успешно, не се заврши успешно, вратен е мандатот и според мене председателот Ѓорѓе Иванов беше должен да го даде мандатот на СДС, значи на втората партија, која што освои голем број, речиси идентичен број на претенички места. Тој тоа не го направи и туку ја префарли на некој начин топката во собрание. Ние знаеме дека собранието одлучува, но сепак ќе беше оваа фаза на преговори ќе беше многу по хармонична и по добра, ако полесна за решавање, ако тој го дадеше мандатот на СДС. Вака ние се уште немаме расчистено, немаме сознание дали воопшто СДС може да преговара за конкретно да договара влада. Мислам дека тој придонесува преговара за 50 за 61 значи подпис. за подписи преговараат уште, не се уште Да. надминале таа фаза. Значи мислам дека председателот не смееше да се дозволи таков луксус да државата дополнително ја воведува во Што ова говори во хаос. за тоа дали понатаму е спремен повторно на Зборува некакви... за еден неодговорен однос, бидејќи тој како позицијата, функцијата председател треба да хармонизира и да превенира и да решава некои проблеми однапред, а не да ги дополнително влошува ситуациите. Инаку би сакала да кажам вака и гласно дека сосема се согласувам со ставот на Петар Гошев во врска со лицата за кои што постојат основани сомненија за дека извршиле криминал и за кои што е поведена постапка од СЈО. Мислам дека тие лица во никој случај не смеат да се најдат во составот на владата, било која не оваа се. Па тоа веќе некако и консензуално провеа и во ставовите на сите политички партии, колку што можев да сватам. Мислам, освен ВМРО ДПМН, кој што неа нормално за тоа нема некој така, но гледаме дека се обидуваат да пронајдат паравани зад кои што ќе се прикријат, како прашањето со јазикот и слично, и повторно да создадат некоја меѓуетничка тензија за Иванов може ли да се дозволи уште еднаш тој луксус што го направи, бидејќи очекување е дека доколку дојде до политичка разврска што не е поволна за ВМРО ДПМН, се спремни на чекори кои што не се до крај издржани. Па после онаа глупост која што ја направи со амнестијата, јас мислев дека потешко ќе се реши на некоја таква слична глупост. Сега тој повторно ме демантираше. Таа помисла, он повторно влезе во противуставни активности или во активности со кои што му помага на партнерот да се замеша ситуацијата што повеќе во државата, да се одложи, да се одолговлекува решавањето. Така што можам да кажам дека ништо не може повеќе да ме изненади од тој човек што во одреден момент би можел уште да направи за екипата која што го донесе. Инаку вашето толкување во однос на давањето мандатот, предпоставуваме дека треба втората партија, што еднаш се случи токму со вашиот пример, кога вие го земавте мандатот за формирање влада во 91-та година. Кога не успеавте, меѓутоа како втора партија тогаш ја доби СДСМ, откако ВМРО не успеа да направи влада. Слушав многу дискусии на таа тема. Уставот е нејасен само за матикаши во тој поглед. Таму пишува јасно. Го добива партијата или партиите кои што имаат мнозинство во парламентот. Тој не постапи така. Не, првиот пат постапи така? Не постапи така, затоа што партијата на која што и го даде мандатот, да не говориме сега за практика од 90-та година. Ние имаме устав. Не од 90-та, практика од 90-та до 2006-та, секогаш партијата што имаше највише мандати го добиваше. И он првиот пат кога го додели на ВМРО ДПМН не погреши, но веројатно погреши вториот пат кога не го додели на втората партија. Ако има поточна практика, поуставна практика, уставна практика, нека се примени таа. Зошто да се применува нешто што
порано не било сосема согласно со уставот и да се повикуваме на тоа. Обичајно Па да се право. повикуваме на некој обичај од турско време или од римско време и така натаму. Тоа на таа логика натера. Значи, тука нема ништо нејасно. Тој требаше да го даде мандатот, прво да провери тие 10 дена, кој има мнозинство, кој нема мнозинство, да дискутира со партиите и да го даде на онаа партија која што му гарантира дека има мнозинство. Мислам дека Хан утре ќе има средба со Иванов. Тој не го направи тоа, бидејќи не го направи тоа така, требаше веднаш и на вториот, на СДСМ, односно на Заев, како представник на СДСМ, да постапи исто како што постапи првиот пат. Но тој сака да заматува, бидејќи е во скутот на мафијата или заедно со неа има сделки и така натаму, или е импресиониран од нив, од такво друштво, не го разбирам. Во секој случај не постапува како председател. Меѓутоа, сакам за поентата на Елена. Она е апсолутно точна во прашањето. Дали сето ова значи да се забошоти она што е вистинско, што ни се случува во општеството. Токму тоа се случува. И овие матикаши на врвот во овој момент до некаде успеваат во тоа. Зошто успеваат? Затоа што во овој момент ние дискутираме за јазикот, за некои други прашања. Тоа не беше централно прашање поради што се крена демократската јавност. Ја не велам дека тие прашања не се важни. Штом има недоразбирања во општеството по некои прашања, сите треба да се постават и сите со темелна дискусија да се расчистуваат. Но тие сакаат да ги покријат тие прашања. Криминалите сакаат да ги покријат. Тоа е дефинитивно. Добро, други прашања од публиката, ве молам. Повелете. Здраво, јас сум Ивана и би сакала да ве прашам, ете, од вашата дискусија гледаме дека сите се согласувате дека живееме во една држава која што е заробена, држава со нефункционални институции, држава која е во една константна политичка, па и економска криза, не само во последните 10, туку и повеќе години. Дали сметате дека целата оваа криза и на политички и на економски план би се решила само со формирањето на нова влада? Бидејќи знаеме дека во моментот постои голем оптимизам кај народот за промена на власта, меѓутоа промената на власта не би значила и веднаш и промена на целата државна апаратура, на сите институции кои што се неефикасни во моментот. И дали во овие моменти токму треба да се обрне внимание и на тоа да се охрабри граѓанскиот сектор и понатаму да продолжи со истите чекори кои што ги направи досега за да продолжи во една правилна ситуација на поддршка на политичките партии кои што имаат, како да кажам, сенс за решавање на проблемите и проблемите конечно да се решат, бидејќи сметам дека е потребен еден подолг период за решавање на вака комплексни проблеми со кои што ние се соочуваме. Било кој му мислам може да го... Може од Стојановски да почнем. Видите, и демократијата е процес. Сите слободи не можат да се освојат наеднаш. Сите предвидени со програмите и на опозицијата и на шарената револуција, која што беше една од главните лостови сега на овие промени, беа во тоа да се унапреди во секој поглед општествениот живот, економски, нели, најавуваат зголемување на минималната плата, на просечната плата, што ќе го покачи стандардот, зголемување на сите други, во сите сфери, да речеме тој стандард на живење, но тоа не може да биде преку ноќ. Едната работа. Втората, не знаеме и новата влада сигурно ќе се судри со тешки проблеми, затоа што земите само колкав е нашиот долг. Се манипулира со различни податоци од оној што званичната наша статистика го дава до веројатно темни бројки кои што допрва ќе бидат откриени, а што ќе значат додатно наше заробување. Се спомнуваат нели дека уште секој дете, бебе кога доаѓа на свет веќе носи долг од 2.500-3.000 евра на свет. Така да сите тие нешта. Трето, не знаеме, јас малку спомнав, ама не сум убеден до крај дали актуелната власт, која што ќе биде, претпоставам, опозиција, ќе почне да прави сопки, да прави конфликти. Колку тоа, јас од моето искуство, ќе ви кажам, кога бев пратеник, може би вие не памтите, измислија една невладина организација Гласот на светлината
и ги блокираа скопските улици со 2-3 стари коли, југовци ќе паркираа и по 20 ќе ангажираа луѓе и беше Скопје блокирано. Со недели, со месеци не можеше да функционира како треба. Можно е да смислат повторно некои такви процеси да го кочат. Тоа и да докажат дека актуелната власт не е способна да ги решава проблемите, оти тие најавија дека за нив најдобра опција би била да се оди на предвремени избори. Во таа смисла никој не би можел со голема сигурност дека ќе дојде до подобрување. Тоа сум сигурен, но со кое темпо тоа ќе се остварува не можам да предвидам. А во секој случај, бидејќи и Хан го слушна во една изјава сега денеска дека тој зборува за 4 години да се истера 4 годишен мандат. За 4 години Македонија верувам дека ќе биде преродена. Не знам дали оптимизмот ми е преголем, али јас сум убеден во тоа. Ќе ви кажам, бев пратеник од 2002 до 2006. Дојдовме после она турбулентна, како сакате наречете ја, 2001 година, кога имаше некој збојат воен конфликт, некои од различни аспекти го оценуваат. Имаше воен данок кој што на секоја финансиска трансакција се плаќаше. Имаше многу други проблеми од економска и од друга прегледа. 2006 ние ја оставивме со пристоен буџет, со полно, што би се рекло, буџет, средени меѓунационални односи, здравствени, образовни и така натаму. Денеска, кажете ми која сфера од општествениот живот не постојат проблеми. Јас сум повеќе од образованието, знам дека имавте можност да слушнете дека на многу места не се дозволува вработување на професори, фали професорски кадар. Тие што ќе отидат во пензија или не дај Боже ќе починат, не се заменуваат со нови, па сега имате професор кој што на универзитет држи 20 часови. Ќе ви кажам дека тоа не е нормално за еден универзитетски професор. По стандардите тоа, да речеме 8-10 часа максимум, меѓутоа 20 имаат средношколските професори кои што имаат во 10 паралелки, па истите предавања што му се воеднак ги држат и во другите, а не секој пат да иновираат нешто ново. И оттаму имаме образованието наместо да ни оди напред, гледате, ни оди назад. Второ, се прошири до недоглед. Во секое село сега имате, да не речем, еден, дури повеќе универзитети и истурени паралелки. И така натаму. Здравството. Имав лично искуство да тоа е хорор. И така натаму. Затоа ви реков, не ќе може многу брзо да се средат сите односи, но верувам дека, а и лично познавајќи ги голем дел од овие што предираат да бидат во извршната власт, верувам дека се способни, честни, и дека покажале на дело и досега во многу области дека работите ќе ги донесат на правиот колосек и дека ќе одиме напред. Добро, Гошев? Прашањето е вистинско. Ние се годиме кон амбисот. Првата работа е да не го направиме чекорот за да паднеме во амбисот. Со промена на власта тоа може да се оствари. Значи да застанеме со паѓањето. Потоа долга, тешка, макотрапна работа за лечење на општеството. Кризата не е економска во Македонија само. Економијата е последица на се друго што се. Кризата е длабоко морална, длабоко етичка во Македонија. Треба да се почне од тука да се лечиме. Да се разбуди демократското општество во Македонија. Да се разбуди совеста на луѓето за губењето на сопствениот дом, свесноста, ако вака продолжиме. Меѓутоа, сите сегменти на општеството се заболени. Еве вашата средина да ја погледнеме. Што се случува на универзитетот? Ние сега ќе дојдеме во ситуација и во овие пионирските организации да немаме честни избори. Еве јас не паметам честни избори таму на универзитетот. Пазите, таа генерација е заробена. Во периодот 94-98 имаше млади пратеници. 24-25. Едниот се викаше Пандов, другиот се викаше Филип Петровски. Тие така го бранеа корумпираниот Георгиевски, што беше зачудувачко. Со 24-25 години. Денеска тие го бранат овој екстра корумпираниот. Без пардон. Без да помислат на својата генерација, на своите идеали, што сакале кога биле во тоа време или не. Многу е широка кризата, економскиот опоравок не може да се случи наеднаш,
Македонија во овие 25 години има раст од 1,3-1,5 реален во 25 години. Тоа е трошка за нашите проблеми. Значи треба голема енергија, долго да се работи, компетентни луѓе, здрави институции и да почнат работите да се исправат. Предпоставка е да се воведе во системот казнивост за злодело, за кривично дело, за неморал, за неодговорно вршење на јавните функции. Тоа е првата работа. И потоа работите може да тргнат. Благодарам. Прашање од публиката, Нова. Здраво, јас сум Јургос и имам едно кратко прашање на вас. Дали мислите дека секогаш треба да доаѓа еврокомесар, мислам во Македонија, за да ги оправа работиве или за да ни каже што треба да правиме? Дали мислите дека толку имаме некомпетентна власт или некомпетентни луѓе или толку сме неспособни за да во една демократска држава како што е Македонија, или сепак имаме демократија? Дали мислите дека дали можеме да го направиме ние сето тоа или треба да доаѓа нека страна како еврокомесари или било кои други компетентни луѓе од Европа за да ни напоменат некои работи или ние можеме сами да си ги решиме и за воиднина како и сега? Чулавко, ова поедноставно, дали сме ние протекторат на некој начин? Добро, тоа прашање може да има два одговора. Има елементи да зборуваме дека секогаш кога сме во некаква подлабока криза, се однесуваме како полупротекторат, да речеме, и очекуваме со помош на другите да ги разрешиме проблемите. И има и друго прашање, другите, да речеме представникот на Европска Унија или представниците на САД и така натаму, и тие си ги гледаат своите интереси, тие не работат само за да ги заштитат македонските внатрешни интереси, туку во некоја констелација меѓународна, тие сепак прво си ги штитат своите интереси. Македонија со задолжувањата пред, не знам, меѓународни инстанции, банки, Светска банка и така натаму, мислам дека може да влезе во една дополнителна криза во момент кога нема да може воопшто да ги враќа долговите. Во такви моменти кога не сме способни финансиски да ги вратиме, значи регуларно долговите, тогаш се посега со други методи по енергенсите, територијата, по нешто што не се продава со пари. И тоа во светската теорија, мислам, и во практиката е присутно, познато и мислам дека ние натаму одиме. Така тонеме да до тој степен сме задолжени, а некој не задолжува свесно. Мислам дека ако сакаше меѓународната заедница поефикасно да ни помогне, немаше да им дава толку многу кредити на владата на ДПМН, кога веќе гледаат дека таа ги троши криминално. Значи ќе дојдеме во ситуација кога ќе враќаме со имотот на Македонија, како што враќа сега на некој начин и Грција. Само одржливост е централното прашање. Дали можеме ние да бидеме само одржлива држава? И ние сме на тест. Дефинитивно. Ова што ни се случува, да не можеме ни едно прашање внатре да решиме на демократски начин, на уставен начин, со диалог, ни става големи знаци на прашалници за тоа кој е нашиот капацитет. Нас ќе не толерираат уште, ќе не чекаат уште и така натаму, кога ќе се убедат дека ние не можеме да бидеме, не сме способни за самоодржливост, тогаш се можни сите игри во врска со нашата судбина. Но самоодржливоста во многу наврати е детерминирана од економската моќ на државата, а се чини најмалку во овие 10-20 години се вложуваше во капацитети што ќе ја направат државата економски независна. Ние не направивме еден капитален енергетски објект како рек Битола, така кој што ќе може да ја направи земјата да не биде увозно зависна од струја. Салмани? Значи, одговор на прашањето дали е потребно да доаѓаат странски олеснувачи или посредници за да ни помогнат да излеземе од кризите, кои што ни се рециклират очигледно последните 25 години. Да. Значи, во секоја прилика кога наша држава не е спремна сама да ги решава проблемите, ние сме тие кои што ги каниме. И
Пршинскиот договор се случи под патронаж на Европската унија и на Соединетите држави од причина што политичките чинители, политичката елита во Република Македонија ја доведе државата до опстанок, да се биде или да не се биде. Едноставно ни се растури системот. И од друга страна, па добро е што има некој што има таков авторитет, моќ и капацитет, што може на крајот на денот и да не седне, затоа што, да не заборавиме, пред 2 години дури не седнува заедно на иста маса. Значи, нашите политички лидери, на политичките партии, никој со никого не сакаше да седне. А како ќе се реши еден проблем ако вие елементарно не седнете да ги отворите прашањата? Значи, од една страна, добро е што има такви авторитети кои што ете на некој начин и помагат и не олеснуваат. Од друга страна, Република Македонија се има заложено стратешки, се имаме определено како граѓани да станеме држава членка на НАТО и на Европската унија. А тоа значи дека сме ги прифатили од напред свесно правилата на игра. Тие правила на игра се пишани правила кои што членките на државите, односно државите членки на тие организации, помалку или повеќе ги почитуваат и се движат во тие дебели линии. И едноставно Република Македонија не може да биде надвор од тоа. И да не заборавиме, целиот Балкан не е Република Македонија само проблем на Европската заедница или на Соединените држави. Целиот Балкан ври од проблеми. Во Албанија, која што е членка на НАТО, која што економски напредува многу, меѓутоа денеска реформите во правосудниот систем таму едноставно се прават со директна поддршка и последување на Соединените држави. Целиот систем мора да се размонтира и да се стави нов правен систем, судски систем, со исклучителна поддршка и дури да кажемо брутално често пати навлегување на амбасадорот на Соединените држави. Косово се формираше специјален суд кој што го гласаше парламентот на Косово, чие седиште на судот нема да биде во Приштина, туку ќе биде во Хаг. Чии суди нема да бидат граѓани на Република Косово, туку ќе бидат, не знам, од државите членки на Европската унија. По тоа нешто, по тоа правило Македонија нема да биде далеку. Верувајте, многу брзо ќе ни се случи да и ние мораме да поминеме по патот на лустрацијата. Не може да бидат граѓани на една мала држава како Република Македонија во заробеништво на нефункционални институции или на личности, индивидуи толку моćни кои што не им остават простор на институциите, на правниот систем да функционира. Сакале не, или да, или не, некој од нас во државата, тоа ќе се случи. Колку што порано се случи, тоа подобро за нас, за сите нас, ама поготово за вас младите. Барем, знаете како викат, секој нов почеток е една нова можност. Не знаеме колку добра ќе биде таа можност или да кажеме колку брзо таа добрина ќе дојде. Меѓутоа, сепак, подобро е да се почне еден нов почеток, барем ќе имаме можност да направиме добри нешта. Нема добра економија во лош политички систем. И тоа е крај на приказката. Ако политичките институции се екстрактивни, не инклузивни, тоа значи ако мал круг, тесен, група одлучуваат само тие како ќе биде, што ќе биде, штитејќи ги нивните интереси, не може да има добри економски институции, институти и така натаму. Какви политички институции, такви економски институции и таков економски систем. Додека не се среди во целина политичкиот систем, концептот, што е право, што е правда, што е правично, не е право она што е запишано во законот, што ќе го усвојат 61 пратеник таму, преку ноќ изменет, договорен да им одговара на интересите на владеачката клика. Тоа не е право. Тоа е закон, ама тоа не е правна држава. Јас не разбирам правна држава само затоа што некој закон се применува. Законот треба да биде правичен, да обезбедува еднаквост на граѓаните, еднакви шанси да им дава на граѓаните на таа држава. Ние тоа го немаме. И нема да имаме ефикасен економски систем со ваков политички систем. Значи тоа мора да се среди.
И затоа има повеќе книги напишано. Значи треба да се избориме за тоа што е фер, да дискутираме што е фер во оваа заедница. Дали граѓаните чувствуваат дека се на фер основа поставени односите во Македонија? Дали има дискриминирани граѓани, привилегирани граѓани? Како може општеството да биде фер ако имате 2% од населението или 1% од населението кој што има 1,5 милиарда до 2 од доходот, а сите 99% останатото распределено? Како може да го чувствуваат фер општество граѓаните и со тоа да формираат однос на лојалност кон државата, ако имате преку 30% кои што живеат под прагот на сиромаштијата? Не може. И тука е конфликтноста, тука е криминалот, тука е желбата да се побегне од државата. Значи, дистрибуцијата. Исто така на богатството. Не само создавањето. Како може граѓаните, еве во оваа платформа има едно прашање кое што се однесува на распределба на буџетот. Тие луѓе она што напишале таму, јас сум сигурен не разбираат што напишале. Зашто не кажуваат по етнички клуч ќе го делат буџетот. Да. Ќе утврдиме има 20%, 25% албанци, 28% и ние ќе дајме од буџетот 28%. Така мислат тоа да се дели. Или треба да се направи попис. Во тој попис не само бројот на жители да се изброи. Имотот, богатството на секој граѓанин, на секоја општина. Па ако се направи тоа, а и сега има некои податоци за тоа, ќе се утврди, например, Скопје, дека е 7 пати, 8 пати, можеби и 10 пати, поразвиен во целава сиромаштија. Поразвиено од Полок или од Источна Македонија. И сега што треба ние, по кој клуч да го делиме тоа? Исто да им дадеме? Не. Во Полок ќе одат повеќе пари. Во Источна Македонија ќе одат повеќе пари. Ќе утврдиме критериуми како да се воедначи. Што е толерантно? 10:1 во развиеноста на регионите? 3:1? Исто не може никогаш нели да го направите, тоа е постојана битка, ама има некои граници кои што не смеете да ги пречекорите, да ги толерирате. Не можете 1 милиарда овде да фрлите во глупости во Скопје, а да немаат вода за пиење во Тетово, во Неготино, во не знам Гевгелија и така натаму. И вие да градите хомогено општество. Тоа не можете. Значи буџетот треба дебата. Јас се согласувам што е поставен на значи тоа е поставен и треба да е поставен. Каде одат парите? Но не може да биде критериум албанците прво кој ќе го израчуна тоа. Но не е битно. Плаќаат, нели некои даваат изјави популистички, екстремистички, глупави изјави, секакви идиотски изјави. Албанците плаќаат повеќе во буџетот. Или помалку. Или помалку плаќаат. Од другата страна одговорот. Па тоа воопшто не е битно. Плаќа секој според економската јачина треба да плаќа. А нема да добие ќе добие според економската положба, негова социјална положба, колку што му е требно, за да се подигне. Значи, тоа е дебата која што треба да се отвори стручно, темелно. Не може да има делови кои што се 10-15 пати поразвиени, а да има делови да живеат во феодализам. Како што имаме. Може нешто да прашам? Значи, тоа се тие теми кои што се мора се отварат. Добро е што е поставено како тема, апсолутно. Да се дебатира и да се најде да се најде решение, затоа што сликата која што имаме сега како е развиена Република Македонија дефинитивно ни дава до знаење дека клучот за распределба дали на локално ниво, дали на централно ниво, централниот буџет, значи не е исправен. Апсолутно. Значи треба да се направи тука реформа и добро што е поставено. Но тоа не можат да го решат сега или вака или нема влада. Да, се вулгаризира прашањето. Па тоа не можете така да го решите. Прво таму внесете компетентни луѓе. Па внесете луѓе што сакаат да дискутираат со други компетентни луѓе. Па отворите дебата темелна во општеството. Да се родат идеи во врска со тоа. И едно по едно прашање да го симнуваме од дневен ред, да се постават темелите. А сега ги тие напишале некој список таму на салфетка и викаат ова е или нема влада. Па нема решение да има така. Тоа не е возможно. Господине Гошев, имам прашање до вас.
преку социјалните мрежи. Прашајте го господинот Гошев дали чувствува одговорност бидејќи беше гувернер во времето додека Груевски беше премиер во известни неколку години, а вели тогаш не го слушнавме вака силно да се спротивставува како сега на политиките. Па има таму некои текстови кои што така се шапирографирани и на Курир постојано ги поставуваат. Тоа ги поставуваат некои глупави дечиња кои што од Центарот за информации им ги даваат и ова прашање од таму е. Јас бев гувернер и работев како гувернер и никому не му дозволи да се меша во мојата работа. Дали бевте тогаш критичен во своите јавни настапи кон Груевски? Па јас не можам да расправам за прашања што се за парламентот. Јас се расправам за прашања за монетарната и банкарската политика. До која година бевте гувернер, се извинувам? До 2011. 2011. Тоа е времето на Скопје 2014 и на сите овие големи проекти кои што во многу ја нарушија и макроекономската стабилност на земјата. Прво треба да ги погледнат бројките, податоците. Некои велат зошто не сум зборувал за долгот пред тоа. Долгот пред тоа до 2011 година не можеше да се критикува како ниво на долг. Кога тоа би го правил, мене би ми се смееле стручни лица од што ја разбираат економијата или стручни лица од ММФ, од Светска банка и така натаму. Нивото на долгот не беше проблем. Беше прашањето на трошењето на парите, секогаш проблем е тоа. И секогаш е тема. Но за тоа каде одат парите одлучуваат пратениците на Република Македонија. Јас сум гувернер таму, не сум пратеник. Јас дискутирам како тој буџет може да влијае на монетарната политика и ја подготвам монетарната политика во согласност со тие макроекономски агрегати. Тоа е мојата задача. И институцијата, сега директно сум предизвик, јас не сакам да зборувам никој пат во прво лице, не сакам да зборувам, има луѓе што разбираат и може да го проценат тоа. Интегритет имаше или немаше? Тоа е централното прашање. Беше алатка на политичките партии или не беше кога бев гувернер? Тоа е централното прашање. Се судовите алатка на политичките хокштаплери или не се? Парламентот си ја работи работата или не си ја работи? Е поклопен од извршната власт комплетно? Се пратеници тие или се кукли? Ова до сега што го имавме. Тој што го поставил тоа прашање, овие прашања да си ги одговори прво, па потоа мене да им постави вакво прашање. Добро, легитимно е луѓето да си прашаат. Легитимно е, ама ја легитимно е да му одговорам, нели? Бидејќи во духот на демократијата, нели, не треба да бидеме како оние кои што сакаат да им го одземат правото на другите. И во духот на демократијата јас себе му одговорам со овој вид на аргументи. Има и други, се разбира, аргументи. Ама немаме време со емисијата. Финално прашање, очекуваме ли набрзо да прогласиме нова влада или набрзо да имаме преговори во наредниве 2-3 дена? Некои го споменуваат викендот како можна опција. Ова е како едно последно блиц прашање и мораме да привршиме, веќе го прекорачивме буџетот на емисијата. Не, само една реченица. Инаку додека бев гувернер, 4-5 проблематични банки со проблематични луѓе беа отстранети од банкарскиот систем, за да се намалат ризиците, и тоа без пардон, за граѓаните на Република Македонија. За Македонска банка зборите? Па не е само за Македонска, не е само за неколку банки. Го исчистивме банкарскиот систем. Без паради, без спотови на телевизија, без многу конференции за печат што сме направиле и така натаму, без да им влегуваме во фрижидер на луѓето секоја вечер, да не знаат дали храна ќе изведат од фрижидери или ќе видат министер за Добро, благодарам. ова или она. Ќулавкова, вие очекувате ли викендов да добиеме мандатар? Јас се надевам дека ќе добиеме, затоа што се плашам од спротивната ситуација, нели? Доколку нема решение, навистина ќе ја продолжиме агонијата. Јас сакам само со една реченица да кажам нешто по однос на прашањето на Елена, нема да должам. Во сите меѓународни декларации и акти што ги знам за јазичните права, се почитуваат два принципа. Финансискиот, меѓу другите, значи никој не смее да забрани нечие јазично право, ама покритието финансиско прашање е како ќе се, нели, тоа реши, тоа е едното прашање и едниот аспект, и вториот аспект е територијалниот. Јазична и етничка заедница која живее на една територија има право да бара да ги штити своите јазични права на таа територија. Нема право каталонците, например, да бараат
се прошират правата на каталонците на територија на цела Шпанија и така натаму и така натаму. Во таа смисла има значи одредени ограничувања кои се разумни и за кои што би требало да се разговара. Благодарам. Благодарам. Големиот Платон ќе рече на големите луѓе не им требаат закони, да им кажат дека треба да се однесуваат одговорно, а лошите луѓе секогаш наоѓаат начин да ги заобиколат законите. Една од казните за одбивањето да учествувате во политиката е тоа што завршувате така што ве управуваат оние што се инфериорни во односот со вас. Изборот е ваш, дали ќе бидете големи или лоши луѓе. Пријатна вечер, почитувани гледачи. Вас, мои гости, ви благодарам на учеството во емисијата. Публика исто така ви благодарам што бевте тука. Пријатно.